Илјадници љубители на уметноста се собраа во градскиот парк во Скопје. Македонската филхармонија и Младинскиот културен центар за јубилејното 10-то издание на мултимедијалната манифестација Види музика, слушни слика, доби книга ја одбра музиката на рок класиците Pink Floyd. Како и секоја година, ќе имаме громогласни звуци од Филхармонискиот оркестар, Националниот оркестар на Република Македонија. Вечерава во спој со Pink Floyd, со вечната класика, за мене рок-н-ролот исто така вечна класика. И над овие илјадници наши сограѓани, македонки и македонци, се надевам дека ќе си заминат насмејани, весели, озарени, радосни, затоа што покрај сладењето во платната кои се од обете страни, кои ќе бидат во изведба, во синхронизација, во координација на лутите противници, лутите борци оваа вечер, тоа се Јулијана Гешовска и Илија Спасовски Чендо, на овие две огромни платна кои ги гледаме пред нас тука, и покрај дар книгите кои се во 20.000 примероци од култниот Вернер Херцог, култниот германски, европски, светски режисер, книгата Во мраз, се надевам дека ќе биде за сите нас убаво и весело. Акустично-електричниот звучен проект и годинава беше збогатен со ликовен перформанс, кога на две големи платна, инспирирани од вечната музика на Pink Floyd, сликаа ликовните уметници Јулијана Гешовска и Илија Спасовски Чендо. Оваа симбиоза на музика, слика и книга ја започнавме во 2008 година, кога на тоа прво издание на Види музика, слушни слика, доби книга, се представивме со нешто што е популарна, односно современа електронска музика, и приказната започна така. За да трае полни 10 години, дојдовме до вечерашното издание, 10-то поред, каде што ќе презентираме она што го најавивме, музика од Pink Floyd. Многу уметници беа присутни на овие две сцени позади мене. Огромни платна кои што беа исцртани со многу литри боја и 200.000 примероци на различни книги кои што се подарени на граѓаните и на љубителите на уметноста. Љубителите на пишаниот збор пак бесплатно добија примерок од книгата За одење по мраз од култниот германски режисер и сценарист Вернер Херцог.